Ќе отвориме во Лука 22 глава. Лука 22. Ќе читаме од 7 стих. Дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. И сега знаеме дека пасхалното јагне се коле на Пасха. Ова да не збуни, ако прочитаме пак првиот стих од оваа глава, вели се приближуваше празникот без квасници, наречен Пасха. Значи да не збуни, овие два празника биле фактички споени. Кога израелците оделе и за Пасха, а веднаш 14-тиот ден од првиот месец е Пасха, 15-тиот ден почнувал, значи, празникот на бесквасни лебови. Така да може да се сретне и како Пасха и како бесквасни лебови. Но тоа не е ни толку значајно за оно што денеска ќе го зборуваме. Значи, дојде денот без квасници, повторно сме кај 7 стих, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Па ги испрати Исус, Петар и Јован им рече: одете и пригответе ни Пасха за да јадеме. А тие му рекоа: каде сакаш да приготвиме? Тој им рече: ете, кога ќе влезете в град, ќе ве сретне човек што носи стомна со вода. Одете по него во куќата каде што ќе влезе. И кажете му на домакинот од куќата: учителот ти вели, каде е собата во која треба да јадам Пасха со учениците своји. И тој ќе ви покаже голема одаја, послана. Таму пригответе. Кога отидоа, најдоа како што им беше рекол и ја приготвија Пасхата. Значи, ова се подготовките за Пасхата. Ова е четвртата Пасха за Исуса, третата на која што тој ќе присуствува. Но забележуваме тука еден интересен момент. За мене е многу интересен. А тоа е моментот, посебно на 10-тиот стих. Видите, Исус можел да им каже: отидете во таа и таа куќа, на таа и таа улица, на таа и таа адреса. Зашто не кажал такво нешто? Мислам, ќе било многу поедноставно. Но забележувате, тој им рекол: ќе влезете во градот и ќе забележите како еден човек носи стомна со вода, не го следете го, тој ќе ве одведе до куќата кај што треба да се подготви Пасхата. Ево еден чуден момент. Ама не е џабе напишено ова, како што ништо не е џабе напишено во Светата Божја книга. А што е чудно овде? Па кој знае колку луѓе носеле стомни со вода тој ден? Ама чудно е тоа што во случајов е маж кој што носи стомна со вода. Вообичаено било да видите жена со стомна со вода. Мажите обично ги носеле оние мешини, значи поголема количина, потежок товар. Меѓутоа маж со стомна со вода, тоа било реткост. Што ли сака овде Господ? Да ги подготви уште пред самата Пасха учениците, да ги поучи нешто. Што значи да видите маж со стомна со вода? Очигледно овој бил слугата од тој дом каде што требало, нели, да ја одржат Пасхата. Но како и да е, поуката уште овде се гледа и е јасна. Знаете, учениците имале еден проблем. Кој бил тој проблем? Сите сметале дека еден ден ќе се воспостави Царството Божие и тие се буткале кој да биде по-прв и по-нависоко место. А зашто луѓето сакаат високи места, малку и во поуката стана збор за тоа? Сакаат власт, сакаат слава, а тој што е на власт, на него му служат. А нашиот Господ уште овде сакал да ги подготви и да ги припреми дека треба да се научиме да служиме. Гледаме овде човекот со стомна со вода. И тој ги одвел до куќата каде што требало да ја подготват Пасхата. И сега, ова не било единствен момент каде што Исус сакал да ги поучи на такво нешто. Од Коптичот на вековите читаме, Исус постојано се трудел да го воспостави ова начело меѓу своите ученици. Постојано, затоа што тоа бил голем проблем.
Кога Јаков и Јован побарале првенство, знаете, дошла нивната мајка, па, како што јас знам да кажам, фаќала врски со Исуса, да Јаков и Јован, незините синови, бидат први. Кога тие дошле да побараат првенство, тој им рекол, кој сака да биде голем меѓу вас, да ви служи. Така е во Божието царство. Во светот е сосема поинако. И сите се буткаат за прво место, за да им служат. Но и човечкиот син, зашто дојде на земјата? Да служи, а не да му служат. Во моето царство, начелото на првенство и премок, значи во моето царство начелото на првенство и премок нема место. Нема место за такво начало. Понизноста е единствената вистинска големина. Исус знаел дека тоа е неговата последна паска и дека му се ближи крајот, односно смртта. Ова било четвртокот, а веќе следниот ден тој ќе биде погубен. И сега да отвориме во Јован 13 глава. И иако знаел дека тоа му се последните мигови од животот, тој не мислил за себе, туку мислил за учениците. Знаел дека тие ќе останат потоа сами, а се уште се буткаат кој да биде прв. Се уште го немаат научено она вистинска вредност, она прво начало во Божието царство, да служиш, а не да ти служат. И сега се наоѓаат во горната соба, сите зазеле позиција и молк. Што се чека? Еден период Исус чекал. Што чекал? Великопнежот на вековите се појавила уште една причина за расправа. На празниците било вообичаено слугата да им ги измее нозете на гостите. Па во оваа пригода за тоа биле извршени подготовки. Значи, стомната, ќе кажам јас, легенот и крпата биле тука. Се било спремно. Ама го нема слугата. Да ќе кажеме, тој истиот човек. И овие учениците може би си викале меѓу себе, каде е? Ние тргнавме по него, не доведе тука, сега го нема никаде. Ја остави стомната, легенот, крпата, се е тука. Каде е слугата? Тој не ги измие нозете. А патем да спомнаме и тоа дека се избуткале кој да седне до Исуса. И кој седнал до Исуса? Од едната страна бил Јуда, а од другата Јован. И кој знае како се замислувале сега овие двајца, а не знам пак и Јаков како се чувствувал, затоа што тој сакајќи да биде. Не само тој, не само Јаков и Јован, сите сакале. Сите биле со таа мисла. Значи стомната, легенот, крпата биле готови за миење на нозете, бидејќи немало слуга на учениците, им паднал редот да го сторат тоа. Ама, меѓутоа секој ученик, попуштајќи и на повредената суета, решил да не презема должност на слуга. Сите покажале ладнокрвна небрежност, наведум несвесни дека мораат да сторат нешто, со своето молчење ја одбиле можноста да се понизат. Нити претходно не научиле лекцијата, кога го виделе овој човек со стомната, нити пак сега. Никој не е станал да се препаша и да земе да им ги мие нозете на другите. Зашто јас? Нека стане Јаков. На Јуда, веројатно, такво нешто не му текнувало воопшто. А не дека другите па биле нешто многу подобри. И сега прашањето е, Исус си поставил прашање, како да ги поведе Христос овие бедни души таму каде што сатаната нема да извојува на нив решителна победа? Дали заближувате цитатот што вели? Таквите души се бедни души. Душите кои што не сакаат да служат. Да се понизат. И вели, како да ги одведе, значи, таму, каде што сатаната нема да извојува решителна победа. Знаете, ако немате понизност во својот живот, ако не сте спремни да служите, ви сте совладани од ѓаволот.
Како да им покаже дека вистинската големина се гледа во службата на љубовта и вистинската понизност? Како да запали љубов во нивните срца и да ги приготви да го сватат она што сака да им го каже? Како? И знаеме како. Читаме во 4 и 5 стих од 13 поглавје Јован, че пак сме кај 13 поглавје Јован. Стана од вечерата. Кој стана од вечерата? Јаков, Јован, Јуда? Не, Исус. Господарот над господарите. Царот над царевите. Стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаша, и потоа истори вода во сад за мијење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашен. Еве на дело да им покаже што всушност цело време се трудил да ги научи. Да сватат кои се вистинските вредности. И замислите си, биле и изненадени и трогнати учениците од овој гест. И како што кажавме, Јуда бил од едната страна, од другата страна Јован. Исус почнал да ги мие нозите од Јуда. Прв се наведнал да му ги измие нозете на Јуда. Како што реков, учениците биле трогнати, но Јуда бил запрепастен од овој гест Исусов. Му се згадило, затоа што тој сметал дека Исус треба да биде цар, да се зацари. Како сега може царот да прави вакво нешто? Не можел воопшто тоа да го свати. И уште тука, уште повеќе ги зацврстил своите намери да го предаде. Ако почнал од Јуда, тогаш последен кој останува? Јован. Јован е последниот. Меѓутоа, вдакнувањата реч ни вели дека Јован ова не го сметал ниту за укор, ниту за понижување, затоа што кога останатите ученици, освен Јуда, го виделе овој гест на Исуса, кај нив нешто се случило. Биле трогнати од тоа нешто. Нешто се сменило, почнало да се менува кај нив. Почнале веројатно, затоа што на дело го виделе Исуса што сака да им каже која е лекцијата, почнале нешто да сваќаат. И вели 6 стих понатаму, дојде и кај Симон Петар, а тој му рече, значи дошло време и на Симона, односно на Петра да му ги измие Исус нозете, а овој му вели овој не може да свати исто така, не може да свати како може Исус, царот, нивниот господар, да му ги мие нозете. И Петар вели онаа позната негова изјава, Господи, ти ли мене ќе ми ги миеш нозете? Исус говори му рече, јас што правам сега ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Затоа и така се однесуваш со други зборови, затоа што не разбереш. Петар му рече, никогаш ти нема да ми ги миеш нозете. И ако погледнете во грчки, овде двојна негација употребена. Никогаш во вечни векови нема да се случи ти мене да ми ги измиеш нозете. Не можел да свати Петар вакво нешто Исус да направи. Но Исус ќе му одговори, потоа ќе му каже, ако не те измијам, нема да имаш дел со мене. И кога ова го слушнал Петар, тогаш целиот од глава до пети изми ме. Добро, Исус потоа му објаснува во 10 стих дека на измиениот треба само нозите да му се измијат, зашто целиот е чист, а вие сте чисти, но не сите. Бидејќи знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече не сте сите чисти. Ако им ги изми нозете, ја облече облеката своја и седна пак на трпезата, па им рече, знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ. Да, точно. Имам јас позиција. И право велите, бидејќи сум тоа, значи учител и Господ. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, јас толку многу се понизив, и ви ги измив вам нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така како што ви направив јас. Вистина ви велам, нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. Овде Господ Исус е воспоставил
го воспоставил овој обред на понизноста, затоа што бил необходен да биде пред она што следува после тоа. Зошто? Затоа што онаа голема лекција треба да се научи, да бидеме спремни да служиме, да се понизиме. Тоа е лекцијата која што тешко ја учеле учениците, а не знам, секој од нас треба да се запраша колку ние сме ја научили, колку ја учиме. Би требало, со дух на служење, би требало тоа да се испотепаме кој ќе дојде на катедра да каже нешто, да сподели нешто, во ред, секој според своите дарови и таленти. Или едноставно еден на друг треба да си служиме во било какви потреби, да бидеме спремни секојаш да бидеме први да послужиме. И воопшто тоа да не ни биде тежина. Дали, јас не верувам дека денеска некој од нас дошол со духот на Јуда, со неговите размислувања. Не верувам тоа дека е случај. Дали може би некој од нас дошол со размислувањата на Петар? Со размислувањата на било кој друг од другите ученици? Или пак еве какви би требало да дојдеме денеска, на денешниот ден, и не само на денешниот ден, туку и секојаш. Во 2 глава Филипјаните ќе отвориме и ќе очитаме овој текст, нам многу добро познат. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта, ако има некакво заедништво со Духот, ако има некое милосрдие и сострадание, и исполнете ја мојата радост. Господ сака и денеска да ја исполниме неговата радост, и ние самите да бидеме радосни. Еве како, бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов, и бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава. Еве таа слава за која што ја зборувавме во поуката, за која што мнозина се тепаат, тоа е таа празна слава. Но од понизно сметате се еден друг за поголем од себе си. Сегавате минатиот пат зборувавме за бисерот, за тој скапоцен бисер. Во Исусови очи сите ние сме скапоцени бисери и еден на друг треба да гледаме како на бисер. Тоа е клучот на добри меѓусебни односи. Еве го клучот, значи 3 стих. Од понизно смета се еден друг за поголем од себе си. Не грижите се секој само за себе, туку и за другите. Какви се овие мисли? Раснете ја себичноста, раснете ја гордоста. Двата најголеми проблеми. Тоа го носиме со одраѓање. Едноставно тоа е дел од нашата природа. Но прочитавме и видовме дека во Божјето царство нема такви начела. Нема место за такви начела. Да се буткаме кој да биде прв. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги имаше или што ги има Исус Христос. Со такви мисли, јас се надевам и верувам дека денеска сите сме собрани овде. Мислите што ги имаше Исус Христос. Кои мисли? Кој иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога. Исус е Бог. Но што оти? И покрај тоа што е владетел на целата оваа вселена, сам себе се понизи, земајки лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покаже како човек. Сам себе се понизи уште еднаш, послушен се до самата смрт на крст. Ако Исус тоа го сторил, тогаш, да не ги повторам неговите зборови, блажени сте ако вие тоа го правите. Не е само мијење на нозе, и не е само тоа еднаш во 3 месеца, и не е само тоа некоја форма, ете сега ки си простиме. Меѓутоа, утре и задутре јас треба да бидам спремен да ти служам, брате, да ти служам, сестро. Служејки ти на тебе, му служим и на Господа. Блажени се тие што тоа го прават.
Се додека се негува гордост, непријателство и борба за првенство, срцето не може да стапи во заедница со Христа. И е подосна, во самиот чин на света вечера, примајќи го лебот и виното, стапуваме во заедница со Исуса Христа. Но, ако се негува гордост, ако се негува непријателство и борба за првенство, тоаш ние не можеме да стапиме во заедница со Христа. Темата беше насловена под наслов Спремни за служење. Знаете дека има знак прашалник за тоа и така. Јас верувам дека сите денеска сме спремни да послужиме. Да бидеме слуги. Не само стомната да ја носиме со вода, туку и да понизно се свиткаме пред нашиот брат и сестра и да му ги измиеме нозете. И не само тоа, како што кажав и понатаму, секој ден да бидеме спремни да послужиме. Тоа е поуката која што Исус сакал да им ја покаже на своите ученици, а тоа е поука и за секој од нас. За джабе не е даден, тој е обред, за джабе, значи не се дадени тие моменти кои што Исус ги запишал и ги кажал да бидат врежани, да се сеќаваме нив и да ги извршуваме. Нека му е слава на Бога. Амин.